Јас моето право на збор ќе го искористам најмногу да да го опишам, да го кажам ставот на левица околу 5 интерпелации кои што се денеска на дневен ред. Прво околу интерпелацијата на колешката Илир Редути, претседателката на Комисијата за социјална политика, демографија и млади. Ние тука очекуваме широка поддршка. Широка поддршка или очекувавме барем, прво од ВМРО ДПМН, тоа е затоа што повеќе нивни функционери веќе ја поддржаа нашата интерпелација, дали во емисии, дали на прес. Мислам дека дека Марија Мита, бившата колешка, иско поддржа, мислам дека Бојан Стојановски исто. Така да ние ќе видиме, ова е еден вид тест за ВМРО ДПМН, дали ќе се стои на ставовите кои што се изразени во јавноста. Сега, од друга страна, очекувавме поддршка од СДСМ, кој што за жал не се во салата. Меѓу другото, првично, затоа што е нивен закон, тоа нивно излегување од салата наводно да немало етнички тензии, морам да кажам, малку разочарувачки, но не изненадува. Именно овој предлог закон, тие го предлагаат сега, само неколку месеци по смената на власта кога се опозиција, можеа, убаво 7 години беа на власт, заедно со ДУИ, значи можеа нешто слично да предложат и тогаш кога беат 1:3 сооднос во однос на ДУИ, значи 3 пати повеќе пратеници има, можеа фактички да го донесат. На некој начин, предлагањето на законот сега е малку неискрено и таа неискреност и се докажа со нивното напуштање од салата. Ние од левица не сакаме да бидеме заложници на ова константно, на овие константни закани за етнички немири, секогаш кога функционери од албанската националност го кршат уставот, законите и деловникот. Таа политика мора да се прекине. Председателката на оваа комисија да беше од СДСМ, да беше од ВМРО ДПМН, да беше од било која партија од собранието, ќе добиеше интерпелација од левица, никако нема врска со незината етничка припадност, туку е со кршењето на првично на деловникот и на уставот. Со тоа е закочено собранието, не може да се донесе закон кој што е предложен од пратеници, кој што е нивно уставно право да предлагаат закон, што значи не е испочитувана волјата на народот. За жал ова заложништво кој што го има СДСМ кон ДУИ попустливост го видовме и претходно у владата. Јас мислам дека тоа е главната причина зошто толку многу силно потона СДСМ и сега за жал гледаме дека дури и во опозиција не можат од него да се ослободат. Околу останатите 4 интерпелации, прво нешто би кажал околу интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. По нас, секако тоа е најодговорниот за ситуацијата на денот на прославата на албанското знаме, кога македонското знаме беше сквернавено, кога беше газено, плукано, кинато, кога беше газено, заради неговата ненавремена реакција и затоа левица тогаш имено побара и оставка. Но, ако ја прочитате интерпелацијата која што е предложена од Европскиот фронт, ќе видите дека аргументацијата е диаметрално спротивна од таа на левица, а ние цениме дека е етнички мотивирана, дека е за собирање ефтини политички поени и за нивно тесно партиски интереси, затоа ние таа интерпелација нема да ја поддржиме. Околу другите 3 интерпелации исто така нема да ги поддржиме. Ако ја читате и таму аргументацијата, ќе видите дека се бара одговорност. Ние цениме дека за тој настан, денот на прославата, скандалот со денот на прославата на албанското знаме, другите 3 функционери немаат некоја голема одговорност. Например, Изет Меджити е најодговорен за овој геноцид што ни се случува со загадениот воздух во Скопје, Струмица, Охрид, Тетово и посебно во Скопје, но например такви аргументи кои што во интерпелацијата нема. Што значи ние мислиме дека овие други 3 интерпелации се најмногу предложени да се покрие етничката мотивација за претходната за министерот за внатрешни работи и затоа нема да најдат на поддршка од пратеничката група на левица. Ви благодарам.